Кога нешто се прави со многу љубов, се создаваат вистински и ремек дела. Кога на тоа ќе се додаде вниманието и прецизноста, се создаваат дела кои траат вечно. Токму такви се делата на Драги Таневскиот Охрид, кој речиси 30 години проектира православни храмови низ цела Македонија. Најголемиот дел од нив се наоѓаат покрај Охридското и Преспанското езеро, и како такви и ден денес воодушевуваат илјадници посетители. Негде 1997 година, случајно, еден мој пријател побара проект за црква и покрај тоа што сум архитект, се заинтересирах малце од Охрид, бидејќи сум да видам и како се градат црквите. Едно е да учиш, друго е во пракса да ги примениш. А првата црква се изгради во моја црква, изградена во 2000 година, беше во Злести, селото Злестин. И мислам дека успешно тргна работата. После регистрирав, имам работено како професор, како индустријски дизајнер. Кога се затворија фабриките, отворив своја фирма за градење на цркви во 2000 година. И од 2000 година навака, скоро до сега, без професионално се занимавам со изградба на цркви. Аз сум изградил и проектирал преку 15 цркви, а само проекти други што ги изградил се други 15 цркви, значи 30-тина се. 15 јас сум ги изградил, меѓу кои, да речеме, по големи цркви, поважни, ево црква во Трпејца е огромна црква, репрезентативна, 17 метра на 7, без ни еден столб внатре. Црква во Свети Наум, Света Петка во комплекс Свети Наум. Во Злести уште една црква на Свети Никола, на Богородица, на Свети Вартоломеј, Варвара, Свети Архангел Михаил, Свети Атанаси. Овие Свети Атанаси се на Преспанско езеро, едната во Сливница село, другата е во Сопотница во Демирхисарско. И многу внимавам да бидат црквите направени по сите прописи. Го практикувам македонско-византискиот стил, кој е онака наш автохтон стил македонски, така да скоро сите цркви мои се од надвор со травертин обработени. Ретко некоја има во комбинација друга, меѓутоа травертинот ми е на главно место за црквите. Таневски својата дејност како проектант ја започнал најпрви на гостителски објекти. За пред скоро 30 години да започне работа на првиот православен храм во неговото родно село Злести. И од тогаш па наваму тој целосно се посветува на православните храмови, од кои 15 веќе се готови и можат да се посетат. Сум градил, например, ресторани, сум обновувал други објекти, ама ова е света работа. Иначе во почеток сум работел како професор по ликовно образование, баш ми е многу драго. Имам неколку генерации мои завршено, што завршиле и ден денес ме почитуваат. Сум работел исто и индустријски дизајнер во Езерка, сум бил 9 години. Меѓутоа, кога се затвори, сите фирми кога се затворија, ја отвори фирмава за градежништво моја, Еколукс беше, и мислам дека оставих некаква трага за воиднина. Како еден вид уметнички дела, уметниците оставаат слики, икони, кој како. Јас, ево, моите дела, се надавам, не се надавам, сигурно сум дека со векови ќе траат. При изработка на црквите многу важна работа е и внатрешниот дел. Мора да биде изведен како што треба, со полусводови, полукуполи, пресеци на нив, преминување од сводови во куполи од квадратна основа во кружна основа, каде треба да се знае работата теоретски, ама и практично треба да се знае. Секоја наредна моја црква била подобра, практична. Пред тоа не сум ни знаел дека во олтарот кои работи се случуваат по
поповите, па за време на осветувањето колку луѓе се потребни, за колку простор да се остави позади иконостасот. Претежно каде се помали цркви, инвеститори се од помали места луѓе и гледаат што повеќе луѓе да собери, меѓутоа не знаат дека треба и позади иконостасот да има доволно место. Поради некои функции што се обавуваат при осветувањето најчесто или при литургии. Па сум имал условно проблеми. Свештениците си бараат свој простор повеќе, верниците бараат за себе си повеќе простор, значи мора да се внимава. Исто така мора да се внимава, да внимавам за после мене сликарот која ќе црта, да не му оставам проблеми, да не му оставам прекидачи, например, на сред зид поставени, па тука светец треба да дојди, па прозорите треба да бидат на некоја висина 1,50 м, 1,70 м треба да бидат. Не може на ниски, овие што се ниски прозори, не е исправно. Верникот не треба да гледа, треба да е упатен во литургијата, а и да има место за одредени светци. Бидејќи тука има некои правила, кои светци каде се поставуваат или кои сцени, пример на вознесение сцената каде се поставува. Светците како Константин и Елена каде се поставуваат до вратата, бидејќи тие го воведува христијанството како религија, државна религија, значи секој си има свое место. И сите тие работи човек треба да ги запази, да не нешто се пропушти. За жал гледам, особено во нашава епархија се води многу во нашава, Дебарско-Кичевска да речем, па и Преспанската, Пелагониска се води некој сметка да бидат канонски добро направени. За жал во други епархија, во Скопје и во други, има многу цркви кои не се направени по правило. И треба да поводи рачун пред се црквата. Во секој храм што го проектирал, Таневски вложил премногу внимание, љубов и посветеност. Влог кој бил потребен да се даде за тие денес да бидат она што се. Место каде што на секој празник се собираат верници, обединети во вирата и љубовта кон Бога. Секогаш не сум гледал толку колку ќе заработам, толку колку ќе биде убава црквата. Зашто за да биде убава црквата потребни се ситници да се прават на црквата. А тие ситниците одземаат многу време, а малку видливо е што можеш да сработиш во еден ден или во една недела, малку се гледа, меѓутоа на крајот останува за векови. Овие објекти остануваат за векови. Нема да се реконструираат за 20 години, 30, не знам, куќа, фасада ќе преправам или стан. Значи мора да се внимава. Предизвик е да се градат вакви објекти и во поголеми места, како Свети Наумија, можда и најпосетена Света Петка, црквата долу, каде е светата вода, досега што сум видел е најпосетена во тек на градбата. И други цркви, во Трпејица исто огромна црква, по сиве места каде што е, многу се посетени. Особено манастирските цркви, каде има манастири, годишно каде се прават слави, по неколку илјади посетители има во денот. И мислам дека сегде каде што сум градил, сум и почитувам посебно. Зад Таневски се речиси 30 години работа на цркви, камбанарии и низа придружни објекти на православните храмови. Години посветени кон целта верниците од Охридските и Преспанските сила да имаат простор каде што можат да ја практикуваат својата вера. И простор во кој ќе бидат поблиску до Бога.